إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nije bi idnillahi ta'ala ke продолжиме со ова изворедна книга, таја е Кешфу шубухат, откривање на сомнежите. Откривање на сомнежите од авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Се, како што напомнавме на почеток, овај автор, овај голем имам Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах напиша токму оваа книга како одговор за оние луѓе кои обожаваат гробови, кои бараат помош од салихин и така тие се обидуваат да ги стават муслиманите, мувахидин, вистинските, значи монотеисти, да ги стават во тие сплетки, за тие потоа, значи, да паднат во ширк или во новотари. Шейхул Ислам Мухаммед рахимахуллах велит: фаин кал, и ако речи тој, зашто сега почна шейх Мухаммед рахимахуллах во откривање на сомнежите, деталниот одговор го правеше шейх Мухаммед рахимахуллах како врска на диалог, како врска на дискусија. Ако речи тој, ќе му го кажеш тоа, ако речи тоа, ќе му го кажеш тоа. Што значи дека овај имам, шейх Мухаммед рахимахуллах, имаше многу искуство во дебатирање со луѓето на ширкот и со луѓето на заблуда. Фаин кал ана ла а'буду илла Allah. Ако тој речи, јас не обожавам никого освен Аллах. Ва хада илтиджау ила салихин ва дуаухум лейсе би ибада. А ова јас што се упатувам, што барам од тие праведни луѓе, добри луѓе, и молитва што им ја посветувам на нив, лейсе би ибадатин. Ова не е, значи, ибадет кој го правам јас према нив. Значи, тој велит: ана ла а'буду илла Allah. Ја не обожавам никого, освен единствен Аллах субхана ва таала. Но потоа вели: ва хада илтиджа, но ова јас што му се упатувам на тие праведни луѓе, на тие евли, така речено, ме сватите, ко велам праведни, салихун, множина. Што значи дека кога им се упатувам ја, да им се молам на тие мртви добри луѓе за моите потреби, за деца, за риск, за работа, за други потреби, ова не е, значи, ибадет во неговите очи. Факул лаху, тогаш одговори му нему. Значи одговори му со овај следниот одговор. Факул лаху: анта тукир анна Аллаха фарада алейке ихлас al-ibadata lillah. Ти прифаќаш и ти тврдиш дека Аллах субхана ва таала ти ја направил тебе задолжност, искреноста во ибадетот спрема Аллах субхана ва таала. Значи ти кога правиш ибадет, кога чиниш ибадет, морат во секој еден ибадет да бидеш искрен само за Аллах субхана ва таала. Ти не наменуваш со твојот ибадет ни позиција, ни пари, ни пофалба од луѓето, ни да те знаат луѓето. Зошто, како што вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, може би човек, ова е хадис од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, може би човек е испрашен, неговата облека е испрашена, неговите коси, значи се не чешлани. Но тој, ако чукне на вратата на луѓето, сите го врачаат назад. Но тој, ако се заколнит во Аллах субхана ва таала, Аллах му го исполнува неговото колнење. Зошто? Тој е од евлите Аллахови. Ама луѓето не го знаат. Значи, не е работава да те знаат,
ти задолжно за секој еден човек е да биде искрен во сите ибадети спрема Аллах субханаху ва таала. Ва хуа хаққуху алейка. И тоа е Аллахово право спрема тебе, зашто Аллах субханаху ва таала нема нас создадено. Тека не имат Аллах субханаху ва таала нас создадено, што е Аллаховото право тогаш? За ние да бидеме искрени во нашето обожавање спрема Аллах субханаху ва таала. Ова е Аллахово право, да бидеш искрен во твоите ибадети, во сите ибадети. Во сите ибадети да бидеш искрен. Потоа велит шех Мухамед рахимуллах, фа иза кала наам, ако одговори тој да, значи тој мора да одговори наам, да, дека тоа е вистина, дека Аллах субханаху ва таала на сите нас ни го задолжи ибадетот да го правиме искрено само за него. Овде не може да рече тој, значи не. Значи не може, зашто тој негира тогаш и Куранот и сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, така што е тој задолжно му е да одговори со да. Факул лаху, кажи му нему, речи му нему, бејин ли хада лези фарада алейк. Објасни ми ти мене она што ти го задолжил тебе Аллах субханаху ва таала. Ва хуа ихласу л'ибадати лиллахи вахдаху, ва хуа хаққуху алейк. А тоа е, значи, искрено да го обожаваш Аллах субханаху ва таала во сите ибадети, тоа е Аллахово право. Фа ин кана ла ја'рифа л'ибада вала анва'аха фабейнха лаху биқаулик. Кул قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. Ако тој не знае, кога ти го прашуваш него што е ибадетот, што значи ибадет, што е дефиницијата на ибадетот, тој не знае и што се врстите на ибадетот, тогаш објасни му ги нему. И речи му, значи, тоа е исто, дека ибадет е молитвата, уд'у раббекум, значи молете му се на вашиот Господар, потични и скришно. Ва хуфија, значи скришно. Овде имат, значи, многу уба работа што шејх од нас, шејх Мухамед рахимахуллах, не потучуваат. А тоа е, кога ти со некого сакаш да дебатираш и да дискутираш, не го ставаш ти него во степен, во шкала, твој дебатант, тој да биде со тебе. Не. Го увредиваш пониско, ученик го правиш. Му кажуваш од почеток кај му е нему местото. Зошто? Во ова, прво му кажуваш ти, дека ти немаш доволно знаење за овие работи. Втора работа, ученикот, ако тој тебе те гледа, ти си познаен од него, автоматски има тој повеќе сака да прифати тоа што му го кажуваш. А тој кога тебе ти го гледаш како конкурент твој, значи еден во иста височина, тој тоа што? Тој нема до тебе толку да прифати, колку би прифатил тој, ако те гледа тој со око, тебе како учител, а тој ученикот. И ибада, јани да ибадетот, што значи ибадет? Што е зборот ибадет? Се, како што вели шејх Салих ал-Шејх во неговото објаснување на оваа книга, вели многуте муслимани мислат дека ибадетот е намазот, зекатот, саум, постот и хаџот. Значи, ова е за ним ибадет. И во ова тој се труди, во овие ибадети, огромни ибадети што се труди тој да биде искраен спрема Аллах субхана ва таала. Ама кога иде барање, помош, молитва, посветување на мртвите, тој не го гледа тоа за ибадет. И затоа тој им се моли на тие мртви. Затоа тој кога иде во врска за курбанот, некогаш колат курбани кај гробовите, за тие мртви луѓе, за да им се приближат нив. Зошто тој не го рачуни тој курбан како ибадет. Тој мисли дека ибадет е намаз, пост, зекат и хаџ. А во вистина и другиве врсти на ибадети, значи треба да ги правиш единствено само за Аллах субхана ва таала. Зашто вели шейхул Ислам рахимахуллах, шейхул Ислам ибн Теймија, al-ibada, значи ибадет од дефиницијата, исмун джамиун لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Значи, ибадетот е
Дефиницијата. Зошто учиме ни овие дефиниции? Кога ти ја знаеш дефиницијата, увек тоа тебе ти е како база, што ти се врачаш назад на таа база. Некој пат Мухаммед, баракаллаху фик, кога прашуваш ти некој прашање, така? Ја не значи дека ти секој едно прашање ги имаш учено. Ама ако имаш здрави бази, ти увек се врачаш назад на тие бази. Исто брат како во дуњалошките работи. Ти ако научиш еден занат, ти не значи дека секој баш истата работа ќе ја правиш. Има работи што нови излагаат, нови работи, така? Ама ти дека имаш база, знаеш да градиш на таа база и да направиш таа работа да ја извршиш. Иако може за прв пат да правиш. Така исто во верата. Ти ако имаш здрави фундаменти, здрави темели, ти увек се враќаш назад кога идат прашања. Иако може ти тоа точно прашање баш како дошло, ти не го познаваш. Ама како имаш базите твои, тогаш ти работиш со нива. Значи ибадетот е едно исмун джамиун, значи еден збор опфатлив кој е джами за сите работи што ги сакат Аллах субханаху ва таала и што е задоволен. Дали тоа е говори, зборови или дела што ги прави со твоето тело. Дали се тие внатрешни дела во срцето што ги извршуваш или надворешни дела што ги прави со твоите дела од телото. Сите овие значи се значи ибадет. Исто шейхул ислам рахимуллах вели исто ибада ма тулиба фи шар ва уқиба би thawabih. Значи ибадетот друга дефиниција за разјаснување. Вели шейхул ислам рахимуллах, ибадетот е она што е барано од тебе и од мене во шеријатот и крајот кога го извршуваш тоа нешто, иде награда. Сега, пример, мевлутот. Правење мевлут. Дали е ибадет или не е ибадет? Ние гледаме, дали е тоа барано од нас, од муслиманите шеријатски, во Куранот, се кои се изворите на шеријатот? Куранот и суннетот. Дали е тоа барано од нас шеријатски, во Куранот и суннетот? Не. Дали има изјавено Аллах субханаху ва таала и пекамберот салаллаху алейхи награда? Ако го прави некој тој мевлут, ќе биде награден тоа и тоа и тоа, не постои таа работа. Што значи дека не е ибадет. Дека не е ибадет. Исто вели шейх Салих ал-Шейх, хафизахуллах, зошто Аллах субханаху ва таала ни ги наредуваат тие ибадети, ни ги наредуваат за да ги извршиме. И на крај очекуваме награда за тоа. Значи ибадетот, која врста да биде на ибадет, значи ни е наредена. Не е само онаке, туку е наредена за муслиманите да работат со неа. Да работат и на крај после кога извршуваш ибадет тој, што правиш? Очекуваш награда од Аллах субханаху ва таала. Потоа му велиш нему дека فإذا أعلمته بهذا فقل له, значи кога му разјаснуваш, кога го поучуваш него дека молитвата е исто ибадет, уд'у раббакум. Значи ова е наредба арапски. Уд'у. И на множина, значи на муслиманите, молете му се на вашиот господар. Значи наредба, што значи дека дуа, дека молитвата е што ибадет, е ибадет. Кога го научуваш, кога го подучуваш ти него дека тоа ибадет, факул леху, речи му тогаш, хел алимта хада ибадетен лилlah, значи дали знаеш тебе ти стана јасно дека ова е ибадет за Аллах субханаху ва таала, фала будда ан јакул наам. Значи мора без друго да рече тој, да рече дека да, тоа е ибадет само за Аллах субханаху ва таала. Овде вели шейх Салих ал-Шейх, илла ан јакуна мукабиран. Оствен да биде тој, значи, со кибр. Како се викат кибр? Големштилок? Да биде, значи, да имат големштилок. Тогаш ќе вели не, ова не е ибадет. И ова не е за Аллах субханаху ва таала. Ама човек кој бара вистината, човек кој е искрен во барањето, ќе прифати со овие аргументи дека исто молитвата, довата, значи дова, дуа, е што? Ибада. И вели шейхул ислам рахимахуллах, ад-дуау мухул ибада. Значи, довата
je основата на ибадетот. Довата е основата на ибадетот. И во други хадис, верил пекамберот салаллаху алейхи ва салам, дека довата е токму тоа ибадетот. فقل له إذا أقررت أنها عبادة, ако ти веќе прифаќаш дека тоа е ибадет, значи молитвата, ودعوت الله ليلا ونهارا, и ти му се молиш на Аллах субхана ва таала ноќе и ден, خوفا وطمعا, од страф и очекување награда, ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره, هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. Значи, овде, вели шейхул Ислам рахимуллах, ако ти му се молиш на Аллах субхана ва таала ноќ и ден, нон-стоп, но во една ситуација во животот твој, во некоја потреба што имаш ти, во некој тешкоти што си паднал, му се молиш на еден пекамбер за помош, да ти го спаси детето, да ти ја спаси жената, да те извади од таа ситуација тешка, дали ти со тоа молење прави сеја ширк? Мора да рече да. Иако тој, значи, цел живот, ноќ и ден, што? Му се моли на Аллах субхана ва таала, но еднош на еден пекамбер или мелек, ангел, или на некој салих, праведен човек, прави ширк, излагат од верата. На Каваидул Арбаа, 4 правила на ширкот кои ги имам учено, тука прави шейх Мухамед рахимуллах, истиот автор, еден пример во врска со ширкот, а тоа е еден човек што земат абдест. И на крај му излага, значи, урина, една капка. Тој го зел абдестот на најдобар начин, на најсовршен начин. Дали имат абдест сега? Тој, значи, абдестот го зел све правилно, убо, по суннет, 3 пати сите дела ги ниел. Но на крај една капка урина испаѓат од него. Дали имат абдест? Немат. Таки со човекот е тој што може би цел живот му се моли на Аллах субхана ва таала, но паѓат во ширк и умира со тој ширк, неговите дела се уништени. И тој е за секогаш во пеколот. За секогаш. Веќе и то. Аллах субхана ва таала не прости ширкот. Ова е затоа многу опасна работа. И затоа ние треба многу овие работи да ги учиме, се бедуш. Работата, значи, не вреди да човек да пуши брада и кратки панталони, ако тој прави со овие работи ширк. Не му вреди. Значи, тој, колку сака брадата негова биде долга, тој е во џехеннем, ако умри со ширк. Значи, затоа треба ние врвно да учиме теухидот и она што го разрушува теухидот, а тоа е ширкот, за да се чуваме. Како што видите, еден арапски поет го научив злото, не за да го чинам, да го правам, туку да се чувам. Значи, злото го учиш не да се го правиш, не, никако, туку да се чуваш. Се ти ако не го знаеш злото, ќе паднеш внатра во него и ти мислиш дека си во правиот пат. И затоа што видите имам Ибнул Каим рахимахуллах, најзнаените луѓе се оние кои знаат вистината детално, ел хак муфассал, вел батил муфассал. Значи, знаат вистината детално, и невистината исто детално е знаат. Значи, и вистината знаат детално, и невистината детално. Овие се, велите Ибнул Каим рахимахуллах, најзнаените луѓе. Најзнаените луѓе, кои знаат вистината детално и невистината детално. Потоа вели шейхул Ислам Мухамед рахимахуллах, فقل له, речи му нему, فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. Значи, речи му ти на него, прашај го,
Ako ti работиш sprema Allahovijot govor, a to je, pa klanjaj mu se na tvojot gospodar i zakoli kurban za nego. Znači, klanjaj se, fasalli li rabbika, klanjaj se za tvojot gospodar, wanhar, znači i pravi kurban. Za kogo? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, što znači ova, deka i namazot, bez somne že ibadet, no isto i kurbanot. Kurbanot je ibadet, od ogromnite ibadeti. I što trebi, znači, ova rabota da ja znajme, a to je, evo, vrska so kurbanot. Ova je jedan od najogromnite ibadeti što može robot, muslimanot, da ga učini za svoj gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, da pravite kurban za Allah subhanahu wa ta'ala. I što se dokažuvat vrednost na ovaj ibadet, šeitanite, na mađioničarite, za da stanat su česnici vo mađijata im barat kurban da kula za šeitanite. Zašto znate kad tije so ova kurban, pravat širk na Allah subhanahu wa ta'ala. I izlagat od verata. Zato znači ova rabota, kurbanot, da vidi so nije čisti, jedinstveno samo za Allah subhanahu wa ta'ala, za nikogo drugi. Za nikogo drugi. I poslije toga, ako to prihvaćat, deka kurbanot je ibadet i trebi da se čini samo jedinstveno za Allah subhanahu wa ta'ala, faqul lahu, idha naharte li makhluqin nebijen, au džinnijen, au gajrihima, ako ti praviš kurban za jedan pekamber, ili za jedan džin, ili za nešto drugo, hel ašrakte fi hadi l'ibadati gajra Allah, znači da li napraviti v ovaj ibadet širk na Allah subhanahu wa ta'ala, fala budda an yuqirra wa yaqul na'am, bez drugo to mora da prihvatit i da reći da, znači te ga pravilo širk. Znači prvi, vidi kako je, znači, načinodna diskusija od šehu l'Islam rahimahullah. Znači prvo što mu nosiš argumenti njemu, od Kuranot i od Sunnetot teka ta rabota je ibadet. Koga prihvaća to je teka ta rabota je ibadet, posle go prašuvaš, ako go praviš za nekogo drugi, čim prizna teka ibadet na početok, ako go praviš za nekogo drugi, da li si napravil širk? Koga na početok, znači, priznava to jednoš. Znači ti prvoš go pripremuvaš. Koga to priznava teka to ibadet, togaš go prašuvaš, ako ti praviš to ibadet za nekoj pekamber, za nekoj džin, za nekoj si salih, da li praviš ti širk so to? Bez drugo, znači mora to da prihvatit, deka so to napravila, to je širk. وقل له أيضا يرجمون مستطاعك المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد أن يقول نعم مشركita kada se pojavi pekamber od Muhammed sallallahu alaihi wasallam da li ti je znači obožava angelite, pravednite luđe, lat i drugi, bez drugo mora da prihvatiti, da priznaje da ti je na vistina, znači, na vistina ima obožavano i angeli, i pravedne luge, i taka natamo. Zašto ovdje go spomnula šejh Muhammed rahimullahova? Za da ne kaže nas deka ne beše ibadetot koji mušricite go posvetuva na nekoj drugi osvan Allah subhanahu wa ta'ala samo kon kipovita. Se ni imame toj problem daneska vo našata dnešnice, vo naši od kruka što živime, luge to naši, muslimani što se, veljate ka mislate ka je širgje, samo da pojdiš pred jedan kip i da praviš seđde ili rukua. A dođeš ka nekoj grob, dođeš ka je mađioničar, dođeš ka je gatač, dođeš ka je drugi rabočar, to se računaju duri ti mađioničarite, gdje vi kad hođi. Hođa je napravljen, to je go napravila. A ovisno to je mađioničar je, kafir, mušrik. Potom veli šejh Muhammed rahimullah, faqul lahu, وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك. Mušricite, vo vremenu na pekamberu sallallahu sallam, oni je koji gi obožava tije ostven Allah subhanahu wa ta'ala, zašto gi obožava, koji vrsti na ibadeti im gi posvetuva, molitva, dua, dovata, zebh,
курбан им посветува, илтиджа се посветува код ним и така слично. Wa illa fahum mukirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi. Тие прифаќаат и тврдат дека ангелите, дека пекамберите, дека праведните луѓе се Аллахови робови и се под Аллаховата моќ. Значи тие не велат дека тој салих или тој ангел или тој пекамбер самостојно им помагат ним. Не самостојно. Значи тој не може, немат таква моќ за тој самостојно да им помогне за нивните потреби. Не. Туку ти очекуваат да тој салих, да тој пекамбер поради неговата позиција ел-џах што имат кај Аллах субхана ва таала, да му се моли на Аллах субхана ва таала и потоа значи да им се одговори за нивните потреби. На почеток во објаснувањето, затоа рече шејх Салих ал-Ушејх, е многу важно да знаеме стањето, ситуацијата на арапите во времето на пекамберот салаллаху алейхи во Мека. За да разбереш ти ширкот во нашава денешница. Се ти ако не познаваш врстите на ширкови, каде се појави пекамберот салаллаху алейхи, ти уште ќе со тој памет, со тоа саќање дека ширкот е само обожавање кипови. А ти кога гледаш дека мушриците, Абу Лахаб и другите мушрици во Мека, дека тие не само што обожава киповите, обожава исто и пекамбери, обожава исто салихин, обожава исто ангели. Значи не беше нивниот ибадет ограничен за само киповите. Се со тоа му објаснуваш нему дека пекамберот салаллаху алейхи ги осуди ним за мушрици, кога тие го посветува довата, посветува на други освен Аллах субханаху ва таала. И значи тие ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. يعني شيخ محمد رحمه الله велит дека тие се посветуваа код нив, значи код нивните значи она кипови, исто пекамберите, исто салихин, зошто? Поради нивната позиција и за да прават тие шефает за нив, за да прават тие шефает за ним. Шейх Ахмед ен-Неджми рахимахуллах велит дека од врстите на ибадетот, значи ибадетот што спомнува шейх Мухамед рахимахуллах, енуаул ибада, значи врсти на ибадет. Од врстите на ибадетот е ес-сала, намазот, значи ед-дуа, молитва, ел-хауфу, хауф, значи страф од Аллах субхана ва таала. И ако имаш ти таков страф, како што му припаѓа на Аллах субхана ва таала од некој друго створение, освен Аллах субхана ва таала, тога што прави ширк, брат, во хауф. Пример, брат, а не сме ние пораснати страф од мртвите кога ќе умри бабо и нана? Така веруваат муслиманите во нашите крајеви. Кај мене в село, така ноќес кога ќе дојде стариот. И страф имаат, ако мрди мачката горе негде, дојде стариот. И страф голем имаат. Ова е ширк. Ти имаш страф, значи таков врста на страф му припаѓаат единствено само на Аллах субхана ва таала. И ден денеска имаат луѓе, таке мото село е малце ван, таке? Бачишта, вања. Знаеш, ако некој закасни до 9-10 сатот, не оди сам в село после? Имаат луѓе, не ода сам в село. Има страф од гробиштата. Од Грешница, Угаре, Речани, Бачишта, имаат гробишта, имаат страф да одат. Или на вечер остануваат доцно, за се врати назад Кичево, ако имаат куќи во Кичево, не идат сам. Барат друштво. Ова не е за смење, брат, ова е за плачење, орче. За плачење, кој стан имаме стигнато ние. Но за жал, овие теми кај нас никој не ги спомнуваат. Како да немаме потреба. А во вистина ова е врвно важно. Ти ако ги имаш ова верување во мртвите и страф од мртвите, како треба да има страф од Аллах субхана ва таала, ти излагаш од верата. Дали сакаш или неќеш, тоа не се прашуваш ти.
се тој што суди Аллах субхана ва таала. Значи, овде ни кажува нас колку е важно, значи, да ние праведно да учиме оваа вера и да работиме со оваа вера и потоа да ги повикуваме нашата средина тука во ова вистинско разбирање во верата. Исто ер-раджа, значи надеж, ер-раджа, ел-хашја, исто хашја не е страф, но страф со знање. Се Шех Уфемин рахимуллах велит, ел-хауф е разликата што е меѓу хауф и хашја. Гледано во нашите јазици може да бидат два синоними, но Шех Уфемин рахимуллах велит, ел-хауф, ти има страф од нешто, но не си, значи, во знаење точно за неговата моќ, а хашја, ти си во потполно знаење. Ти си во потполно знаење. Го знаеш твојот Господар Аллах субхана ва таала и со знаење, дека знаеш неговата моќ, се плашиш од Аллах субхана ва таала. Вал инаба, значи враќање, покајување кај Аллах субхана ва таала. Значи се вратиш да се покајаш кај кого? Кај Аллах субхана ва таала. Ва тубу ила Аллахи џеми'ан. Значи покајте се сите кај кого? Кај Аллах субхана ва таала. Се тоа што нас ни вреди да се покајаме кај Аллах субхана ва таала. И така натаму, значи другите врсти на ибадет. Потоа исто велит Шех Ахмед ен-Неџми рахимахуллах, инна л-ихласа хуа ан та'буда Аллаха вахдаху дуна сивах. Значи ихласот, искреноста е да го обожаваш единствено Аллах субхана ва таала и да оставиш се друго. Например, да бидеш искрен во твојот намаз, да бидеш искрен во твојот пост, да бидеш искрен во твојот страф, што го спомнавме пред тоа, да бидеш искрен во твоето теуба, спрема кого? Спрема Аллах субхана ва таала. Значи, се покајаш, се покајуваш чисто само за Аллах субхана ва таала, не заради некој си интерес дуњалочки. Зашто тоа што нас ни предонесува тоа што ни предонесува нас е искреноста во нашите ибадети. Исто што велит Аллах субхана ва таала, ана агна шуракаи ани ширк. Ана агна шуракаи ани ширк. Велит Аллах субхана ва таала, јас сум најнезависен за ортак. Најнезависен за ортак. Кој? Аллах субхана ва таала. Аллах субхана ва таала нема потреба за ортак, нема потреба за поддршка. Аллах е славен, семоќен. فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Кој прави едно дело и тој ми прави мене во тоа дело ширк, јас го оставам него и делото негово. Значи Аллах субхана ва таала тарактуху ва ширкуху, го оставам него и неговото дело. Значи Аллах субхана ва таала нема потреба за нашите ибадети. Во вистина ние имаме потреба за ибадетите, да го обожаваме искрено Аллах субхана ва таала. Се тоа подобруваат нашиот дуњалог и ахиретот. Немат спокојност, нема среќност во дуњалокот, освен во оваа вера, во исламот. Затоа е створен човекот, создаден, да го обожават еден и единствено Аллах субхана ва таала. И затоа ние, поради што не знаеме вредноста на оваа вера, си живиме така, како традиција да ја земиме, како значи преземена дедо, предедо, татко и така натаму, а во вистина ние треба секој поединачно да ја учиме верата, за прва линија сами себе си да се чуваме и после на нашите блиски да им ја научиме. Нашата спокојност, нашата гордост е во оваа вера. Не барај гордости у гарудулу, барај гордост во твојата вера.
Потоа велит Al-Allama Ahmed Al-Najmi rahimahullah: إن من دعا مخلوقا من المخلوقين فإنه قد هدم ذلك الإخلاص وأبطله. Znači, koji obožava nekoj od stvorenijata, znači obožava nekoj stvorenije, toj negovata iskrajnost, toj ihlas, go imat razrušeno i uništeno. Go imat razrušeno i uništeno. Zato trebite maksimalno trebite da se čuvame. Bidnillahi ta'ala, ki se zadovoljime so toliko, može vi imate merak da slušnite nešto naši od brat, taka ke продолжimo utre večer, tuga kada sme zastanati. Hada wa sallallahu ala nebina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin i vas.